15 јули 2020 година, 10-ти парламентарни избори во Македонија, 5-ти предвремени и први под маска. Освен што еднаш ги одложи, пандемијата со коронавирус воведе и нови здравствени протоколи за гласање на изборниот ден. Гласањето трае 3 дена, а продолжено е и времето за гласање до 21 часот. Процедурата е следна: задолжително држање физичко растојание од едниот до другиот гласач. Најпрво дезинфекција на рацете, подпис во списокот, па кратко симнување на маската за да се провери вашиот идентитет, гласање и на крај повторно дезинфекција на рацете. Она по што ќе останат запаметени овие избори е тоа што покрај вообичаениот начин на гласање, овој пат ќе мора да се спроведуваат и строго утврдени здравствени протоколи. Така, за да го остварите вашето гласачко право, покрај документ за лична идентификација, ќе ви биде потребна и заштитна маска. Без неа нема да може да гласате. На гласачкото место 2852 во општина Центар гласањето се одвива без никакви проблеми. Од тука велат дека сите процедури се почитуваат, а повеќе одзив очекуваат во попладневните часови. До сега немавме никаков проблем, сите гласачи доаѓаа како што треба по протокол со маски, заштитни ракавици. Ние ги почитуваме правилата. Граѓаните кои дојдоа на ова избирачко место ги почитуваа процедурите. Дојдоа подготвени и со себе носеа заштитни маски. Очекуваат изборите да поминат во демократска и фер атмосфера, а потоа се надеваат на подобар стандард, нови вработувања и добро здравје. Многу очекувам и најмногу што очекувам денеска, после завршените избори, на победникот безрезервно да му се честита и да седат сите заедно во парламентот да почнат да ги решаваат проблемите за подобар живот на граѓаните. Очекувам здравје да имаме. Сите овде што сме. Дека ќе избереме прави луѓе. Сите што се двоумат, еден повик да дојдат да си гласат. Вчера гласаа болните, немокните и хронично болните лица, затворениците, лицата во домашен притвор и во старечки домови. Ден претходно заболените лица со COVID-19 и оние во самоизолација. Нивните гласови ќе се бројат вечерва по 21 часот, откако ќе се затворат гласачките кутии. Право на глас имаат над 1.800.000 гласачи во земјава.